Глобализацијата и меѓународната трговија, саимите и пазарите на птици, начинот на држење на живината и присуството на вирусот кај дивите птици се неколку фактори кои придонесуваат за ширење и пренесување на птичиот грип. Дивите птици нормално може да го носат вирусот во нивниот респираторен или цревен тракт, без да се разболуваат. Каква е контролата во нашата земја за пренос на птици? По принцип, за пренос на таков тип на животно треба сериозна документација, треба да бидат обележани со определени алкички и треба да има сертификат дека се родени во заробеништво со цел за да може со тие птици да се тргува еден вид, односно да дојдат во нашиот домашен амбиент. Во секој случај имаме сигнали дека и диви птици се продаваат, се заробуваат, се носат од природна средина, се носат во заробеништво со цел за определена, да речеме, надокнада, заработка на луѓе кои што тоа не го прават законски. Шверсот е многу сериозен, начинот на контрола е навистина тежок, затоа што сепак станува збор за многу мали пратки. Сме ги гледале по телевизии како ги носат, во какви услови, значи тоа се мизерни услови. Доколку сакате да купите било каква птица, тигрица, канаринче, поголем папагал и така натаму, обратете се до тој што го продава како е донесен тоа животно, дали е со сертификат донесено, дали е увезено, дали е родено тука, дали е рането на рака и така натаму, со цел да се обезбедите дека тоа е навистина правилната птица која што вие ќе добиете, стекнете, а доколку немате такви докази, па може и да пријавите до официјални служби со цел да спречиме ваков канал или канали на внесување на диви птици за определени потреби на луѓето. Во Македонија се појавија 2 индивидуални случаи на птичи грип од дива прилетна птица, кои не се меѓусебно поврзани. Едниот во Скопската зоолошка градина, а другиот во комплексот Злокуќани. Во моментов најпогодена е Јужна Америка и како што циркулираат прилетните птици, се очекува дека оваа миграција на птици ќе го донесе вирусот можеби за неколку години во определен бран. Од тука натаму сега за сега нема позитивни други случаи, што значи дека ова се многу спорадични случаи, затоа што како што гледаме во нашата позидина има многу голем број на птици, па некој од нас граѓаните не пријавил доколку има угината птица. Во секој случај и во едната и во другата локација се направија испитување и дејства од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, кои што се правилни според правилник и според сите светски стандарди за постапување во вакви случаи. И се утврди дека ниедна друга птица од тие кои што беа испитани не пројави позитивен резултат на оваа болест. Сметам дека ќе има сигурни во иднина, но ќе бидат повторно вака спорадични случаи кои што сепак не представуваат голема закана или можност да се прошири и кај животните, тоа ни е главниот фокус, но и кај нас луѓето. Апсолутно нема место за паника. Се надевам дека зоолошката градина си ја зема својата лекција и ќе продолжи, односно ќе воспостави биосигурnosни мерки со цел да спречи див свет, односно диви прелетни птици, колку што може помалце да навлегуваат во самите објекти, затоа што тоа би било евентуално ризик за оние диви птици кои што се и загрозени, ама се ставени таму во изолирана средина, не дај Боже да има интерференција помеѓу нив, може и да се заразат и не само од оваа болест, и други болести кои што нормално секоја дива птица може да ги носи. Сметам дека зоолошката треба сериозно да се реорганизира, мислам, без разлика дали се болести или не, за да стигнеме некој определено ниво на зоолошка градина каде што и животните ќе уживаат во нивниот живот, а и ние луѓето со кеф ќе одиме да ги гледаме тие животни во нивна колку што може поблиску до природна средина на одгледување. Се уште не е позната точната улога на дивите птици во ширењето на вирусот. Генерално постојат многу неизвестности за вклученоста на дивите птици. Миграторните рути и претстена можноста дека некои видови може да станат постојан резервоар на вирус без да покажуваат клинички знаци на болеста. Како што се сеќаваме пред 10 години имаше повторно еден период кај што избувна птичиот грип, кај што ние реално сите се запознавме со него. Тогаш се дигна една фама дека не дај Боже е голема зооноза, дека може кај луѓето да предизвика определена, да речеме, и лоши последици, но се покажа дека и Светската здравствена организација како тогаш, така и сега веќе, да речеме, во еден вид алармирана и почнува да делува во таа насока за заштита на јавното здравје, но таа голема епидемија во тој временски период веќе им даде ноу-хау на нашите институции тука да може да постапуваат, затоа што тогаш доста добро се исконтролира. Релативно тој период
да речеме интензивен се намали, следната и следната година имаше повторно позитивни случаи, но добро беше што во дивиот свет не преодолеа премногу, но и кај нашата индустрија успеавме да ја заштитиме со активни мерки, со цел да немаме и економски последици на нашата индустрија, затоа што сепак треба да знаеме дека во нашата индустрија, во сточарството да речеме, единствена или една од двете гранки кои што реално функционираат е јајчарскиот бизнис, односно погоните кои што произведуваат јајца, и ова навистина, доколку не дај Боже излезе надвор од контрола, може многу сериозно да влијае на оваа гранка од нашата индустрија. Ние, инспекторите во тој сегмент, гледаме можеби со 3-4 пара очи и многу сме побудни и можеме да контролираме поголем сегмент, но во секој случај народот, граѓанинот е најголемиот инспектор. Во конкретниот случај, доколку видиме некоја угината птица, дива птица, во секој случај треба да се алармира до Агенцијата за храна и ветеринарство, за да може таа птица да биде земена и да биде испитана. На таков начин можеби ќе превенираме некој микростопанство во близина или развивање на болеста во иднина. Птичиот грип може да се диагностицира врз основа на клиничките знаци и настани кои водат до болеста и со лабораториска потврда на примероците кои се земени за анализа. Вакцинацијата има за цел да ги заштити чувствителните популации на птици од потенцијална инфекција, со што се намалува инциденцата или тежината на болеста.